кој упорно преку активности на здружение ја негира историјата на Македонија и дрско провоцира, гледајќи низ призмата на настаните. Очигледно е дека потпишувањето на договорот за добрососедство, пријателство и соработка меѓу Македонија и Бугарија роди искри кај бугарите за агресивна реторика врз историјата на Македонија. Па така во април во 2021 никна бугарското здружение Фондација Македонија, која на македонска територија шири бугарска вистина, а последниве месеци нејзините активности се проширија и во Албанија, Косово и Србија. Председателот на фондацијата Виктор Стојанов тврди дека организацијата е формирана и поддржана заради волјата на неколку илјади бугари и над 1000 македонци во земјава. Иако преку дел од активностите ја негираат посебноста на македонскиот народ и шират територијални претензии, од фондацијата тврдат дека имале цел да ги зближат бугарите и македонците. Аз считам, че има достатъчен број македонци, които също искат българите в Република Северна Македония да имат права и работят на това да бъдат пълноценна част от обществото, да бъдат интегрирани, така да кажем. Да може, ако някой е съветник на Османи или на Ковачевски в министерствата и ако обяви, че е българин, да не бъде уволнен, да не среща проблеми. Од самото постоење на ова здружение, преку Facebook објави, секојдневно се упатуваат навреди за македонската нација. Фондацијата преплави дел од македонските градови со лепенки на кои пишуваше "Еден народ сме". Објавуваа карти на кои меѓу Македонија и Бугарија нема граници, делеа литература, па дури и пакети за храна. Провоцираше и со налепници "Еден народ сме". Ваков текст каде се споени македонското и бугарското знаме осамна во главниот град. Преку герила акција низ скопските улици се читаше за тезата на Стојанов, според која македонците и бугарите биле еден народ во две држави. Тој има познавање и од историја. За македонското востание 11 октомври Стојанов смета дека тоа не е востание, туку герила акција на Тито, а нашите херои, како што појасни, биле фатени од бугарската полиција во Прилеп за неколку часа. И тука не застануваат навредите за нашите истории и херои. Летоска се појави бугарско знаме на споменикот на Делчев среде градскиот парк во Скопје, а со чинот се фалеа, велејќи дека го исчистеле споменикот. Не помина многу време, следуваше нова серија провокации. Бугарите да ја купат македонската економија, бидејќи која контролира економијата, контролира се. Од фондацијата порачаа дека е време бугарите да купуваат акции во македонските фирми со цел да преземат контрола врз Македонија. Потоа акцент стави и на образованието. Стојанов и неговата фондација нудеа по 30 евра месечно за секое дете што ќе го изучува бугарскиот литературен јазик. И покрај секојдневните провокации на фондацијата и објави во кои упорно се негира историјата на Македонија и се тврди дека Бугарија никогаш не била окупатор, а ние како нација до 1944 година сме биле провинција на Кралска Југославија, сепак Стојанов тврди дека бугарите биле тие кои трпеле неправди. Тој не открива која финансира оваа организација и стои на ставот дека главниот проблем е необјективното гледање на македонците за историските факти.